И како? Ја слушнавте песната? Спото го видовте? Ќе го биди овој глумецо мал. Речи сакал некел тој ќе го биди, ти знаеш како? Кој го прашва? Во крвта му евате. Ако случајно успеавте да ја пропуштите, ќе клајме негде вака по ќошоите, да може да си прицниш. Во олку возбуден за песна ми се чини никогаш не сум бил, можда за првата евентуално, не пам. Ама не знам дека ептен онака лична од душа, не дека сум немал песни од душа, ама ова е ептен нека буквално да немам да спиам вечерта пред да опуштам спото. Не толку дека ми е битно како ќе биде прифатено, туку дека ептен интимно е, знаеш. И плюс го немавте запознаено Адамче, прв пат ќе го видите. И од која кладов песната уште толку поќе страф ме фати, сикам ќе ми го почуда детето. Ајде се сите колективно таму тутуту. Пошто како рековме без тутуту не е работата. Како и да е, морам да ви се заблагодарам јавно на сите. Фала ви за поддршката, фала ви за сите преубави коментари што ми ги оставивте по социјални мрежи, по YouTube и по чуда. За сите реферати во инбокс што ми пишавте. Многу ми е мило што иако е ова еден личен момент, една лична приказна, се пронајде еден тон луѓе, пошто секој поминал или ќе помини низ ова. Ова е најубаво страв што можеш да го имаш во животот. И кога засмеам, многу луѓе ме прашаја зошто баш страв. И затоа денес баш на таа тема ќе зборам. Можи? Ајде бате, пуштај шпице и одиме. Еден тон луѓе ме прашаја зошто страв? Зошто баш страв? Пошто нели сина ми се треба да си среќен, ти се раѓа дете. Нормално дека ќе биш среќен. Небитно ни дали е машко или женско, твое е, ти си го направил. Пресреќен ќе биш секак. И ако си човек што многу не му јадума за иднината и општо за се во животот, може да и до тука завршва мислата, ми се роди дете и толку. Не за џабе рекле тие што не мислат се најсреќни. Арно ама, ако си човек што сака така понекогаш да си залута негде во иднината со мислите, ако ти е битно, а треба да ти е битно, нормално дека во некој момент ќе почувствуваш страв. Пошто рачунај сте создале едно тоцкаво мало сладко човече. Се добро е, нашиот поки не е тоцкаво, па затоа е сладко. Муабето ми е ваше, сте го создали. Вие сте одговорни за тоа мало. И не само за овој момент, одговорни сте за се во животот понатаму, како ќе порасти, што ќе прави, како ќе прави, што ќе стани, дали воопшто ќе стани нешто. Цела одговорност е на родителите. И саш да ми кажеш дека тоа не е за плашење? Ејте како? Прашај си ги дома твоите. Пошто твоја гледна точка може и нема така да изгледам, како било од нивна. И се нормално, не секој родител е. Има некој што не му се замара толку, има некој и што не се замара. Како не, аз ме гледал некој, мене аз ќе ги гледам. И тоа никогаш не можам да разберам, а тоа е нивна работа. Ама мене лично ми е битно, пошто ова малото човече е најубата креација што некогаш сум ја направил досега. И нормално дека ќе се секирам понатаму како таа креација ќе расти, како ќе се разви. Дали ќе има убаво деца, дали јас ќе бидам доволно способен да му дам убав живот, да направам се што треба. И овие не се мисли од сега од кога се роди Адам, од секогаш сум ги думал овие работи. Пошто иако цел век ќе се бавам со уметност и со чуда, најдоброто дело што ќе можеме да го оставиме зад нас во векот е нашето наследство, потомство. И то многу поќе ќе кажува за нас отколку било што друго што ќе направиме во живот. И ова не го кажувам оти ми е многу битно што ќе кажува моето дело за мене, туку битно ми е би сакал да има убав живот. Се што се подразбира под убав живот, тоа е веќе малце подлабока тема. Тука е марифето, тука е магијата, тука е зафркнатиот дел да речем. Оти секој родител сака да му дај се најубаво на детето. Арно, ама ако само даваш најубави работи, тоа ќе го разгали. Што значи? Треба да пробаш да му даеш се што треба, а сепак да го воспиташ да биде добро човечко суштество. Значи да му овозможиш се, ама да не го направиш мрзливо лигаво човек. Тука е тој кантаро нерамномерен што ќе треба да го израмниш. Како ќе го израмниш тој кантаро, тоа е родителствување. Тоа е еден од стравоите што ги има. Сакам некако да успеам да направам доволно, да има доволно се што треба, ама ако може да не го удри во глата тоа што има се што треба, тоест да научи правилно да ги цени работите, да има желба самиот да направи нешто, да постигни сам, а не по секоја цена јас да направам се и тој така само си помини на ред. Не, сакам да биди спремен за живот. Оти кога тогаш во векот животот ќе тестира и сакам кога ќе тестира да биди спремен, не да биди сега што прави, да бара тато, мама го ќе дојди тест. И нормално како и секој родител сакаш да направиш се најубаво за твоето дете и да има најубав живот. Ама дали ќе успеш да го направиш тој и како треба да направиш за да има убав живот и дали ќе има убав живот покрај се што ќе направиш, тоа не можеш да знаеш. И тука е стравот. И нормално тоа не е единствениот страв што може да го има. Какво детство ќе има, каков живот ќе има понатам, каков ќе биде вашиот однос, дали ќе успее да го работи тоа што сака да го работи во живот, дали ти ќе бидиш тука за да му даеш се што можеш да му даеш и да поможиш на секаков начин што можеш да поможеш. За
за неговиот живот да цути. Дали ќе успееш да го направиш доволно способен за да може да постигне се што сака да постигне. Дали ќе бидиш тука за да го просведочиш неговиот пат понатаму. Значи кога ќе тргни мозокот, крај немат мислите бе брат. Јас кога почнам да размислувам то крај не, и то не е некој страф, леле мори мајко се тресиме, леле што ќе прави. Не, едноставно е нешто што го чувствуваш и тера. Сигурно нема го думам тој страво цел, леле што ќе направи, леле дали ова ќе биде, дали ова не. Нема бидам кострина некоја, леле ова дали ќе направи, леле дали ќе успе, леле што ќе направи. Едноставно не сум тој тип, па и знам дека се ќе биде како што треба да биде. Ама човечки на тој момент, на почетокот там, да ги почувствуваш овие емоции, за да те спремат да бидиш најдобриот родител што може да биде. Зато почувствував страв. Зато е страв песна. Не е страв, оти ми било страв врат се го држам, мич не ми беше брат. Значи жими се ти кај одвај чекав да го фатам врат. Ни за момент не ми беше леле како да го фатам, леле рацете не можам. Можам брат. Нема нешто што не може. Го фатив, го кренав, го држе, го доев, го преслеквав од старт. Не сум човек што го плашат такви работи повраш. Додуше и новие големите работи не му се плашам. Никогаш нема да дозволам такви некои мисли да ме држат заложни. Ама јас не би бил јас ако не си кажев искрено што се ми помина низ глава тие моменти. Се ми помина уште милион работи, ама да не тегниме сега 2 години епизодата. А и верувам дека сите што биле на моје место и тие што ќе бидат, ќе поминат низ ово истото сигурно. Оди кој се работи за твојата љубов и љубовта што ја создавате заедно. Едноставно не можеш да не се грижиш бе брат, не можеш да не чувствуваш ни. Само што ете мене Господ ми дал дар да можам чувствата да си ги напишам и после тоа да можам и да си ги испеам, да ги склопам во еден пакет ваков каков што е и сум пресреќен што можам да си се искажам на еден ваков начин и да си ги овековечам моментите и ми е многу мило што многу од вас ја почувствувавте песната лично и се надевам дека ќе остане дел од вас како што за секојаш ќе остане дел од нас. И исто така се надевам дека и Адам ќе си ја сака песната кога ќе порасне. Ете ти се ушен страв. Ти знаеш какви се децата кои под порасне? О, ќе ја најди некој школски негов на YouTube песната. Не дај Боже намајтап ќе му речи нешто и ќе ти дојди дом. Ќе ти речи манијата песната овде ме срамите. Што родители сте такви ме срамите пред другарчињата. Ќе биди весел. Како и да е, фала ви уште еднаш за поддршката. Се надевам песната ќе ви остане на репит, дека ќе ја споделите за и другите да ја слушнат и дека еден ден заедно ќе си ја пееме на концерт. И толку од мене за денес. Вие останете си тука, слушајте ја песната, гледајте го спото и ние се гледаме наредна епизод. Поздрав и имајте убав ден. Нема што не